Јас секогаш започнувам, има неколку работи кои што ми минуваат низ глава сега, ама секогаш започнувам од самиот себе. Верувам дека ако ти самиот го немаш тоа што треба да го имаш, ти не можеш да даеш ништо на другиот човек. Така што ако ја самиот не станувам подобра личност секој ден, со тоа што јас се надоградувам, ја учам, ја имам ментори кои што ми помагаат не само за кошарката, ми помагаат и за многу различни работи. Ја не можам тоа да им го давам на тие деца кои што ги тренирам. И тоа е најважно. Од таму почнува се. Ако јас самиот на себе не си помагам, ја не можам да им помогнам на другите. Не можеш да го даваш тоа што го немаш. Го немаш. Токму така. Ѓорги, како си? Кле, добар сум. Добар сум, иако во моментот ме болат мускули и коски за кои што не знаев дека може да ме болат. Зошто е тоа така? Дека пред тебе, ова е вторник снимаме, не знаеме која ќе иде, ама вторник снимаме, пред неколку дена, пред 2 дена. Па баш ова време бев во најголемата еуфорија и најголемите болки, бидејќи само што бев завршил маратон, 42 км истрчани. Честитки. Фала ти. Супер успех е тоа. Знам дека ти немаш уште истрчано маратон, па сега тоа го имам на тебе кога збориме интерно да се one up yourself. Да, сега мора и јас следно фул маратон да истрчам. Да. Ти како си? Добро сум, фала на прашање. Да. Мило ми е што можам сега да си ги смениме улогите, а јас да бидам од оваа страна на масата, ти од таа страна. Како се чувствуваш вака првично од таа страна на масата како гостин сега? Па гледај, моја идеја беше ова и моја идеја беше ова да направиме оваа смена, ротација да направиме за оваа епизода. И најчесто на почетокот бев од таа страна, бидејќи нели носам саат и ми покажува очекување на срце, и на првите неколку снимања ми беа дефинитивно срцето ми очекуваше многу позабрзано и после тоа влегуваш у некоја шема, навика и последниве епизоди кои што сме ги снимале исто као ништо да не се случува. Сега осеќам од оваа страна пред да почнеме и само што почнавме, мене срцето почна пак силно да ми очекува и побрзо. И дефинитивно е промена. И седејќи на оваа страна, од таму Сашко сега директно го гледам, пошто таму е секоја седнат и сум малце, окей. Друго е чувството. Различна перспектива. Ама мило ми е што можеме ова да направиме. Мило ми е што можеме вака да седнеме. Се мислев како да уклопиме оваа епизода, уште на самиот почеток, уште кога почнавме со проектов, и мислам дека маратонот е добра причина, добар повод да имаме оваа епизода, бидејќи до овој момент имаме ставено неколку епизоди, повеќе снимано, ќе искочат и повеќе и секогаш ја кога слушам барем подкасти, сакам повеќе да знам за тие што го водат подкастот исто. Убаво е да слушаш разговор со други луѓе кои што се интересни, кои што сакаш да дознаеш, ама некогаш сакам да знам повеќе за тој што поставува прашања, па затоа јас сум на жешкото случај. Сега може ќе се кавам на крај, ама ќе видиме што ќе биде. Добро што спомна дека ова беше твојата идеја, така да ако не испадне како што треба, ти си крив. Моја кривица ќе биде. И јас мора да признам дека ова ми е прв пат да водам подкаст, така да ќе видиме како ќе се снајдам. Ќе биде добро. Ќе ми дадеш фидбек после, значи. Па гледај, не снимаме уживо, така што ако на крај ако не е добра, само Сашко, ја и ти ќе знаеме за ова. Ајде, Сашко, лепи и сечи, направи тоа што знаеш за да биде добро. Супер, ајде да збориме за маратонот, пошто мислам дека тоа е баш супер прилика и супер поидовна точка за нашиот разговор денес. Кажи ми за тоа искуство маратонот, како помина маратонот? Па уште од старт знаев дека сакам да истрчам маратон кога го завршив мојот полумаратон. Тоа беше пред некоја година дена, скоро па точно за 11 месеци.
Ја и трчањето немаме не беше тоа љубов на прв поглед. И сам знаеш, ја Ке се навратиме на тоа, ама јас секогаш сум бил тимски, сакал повеќе тимски спорт. И трчањето секогаш сум го гледал како нешто што е морално, ако сакаш да играш кошарка или фудбал, како помал кога бев. И кога почнав да трчам, целта на почеток ми беше да истрчам полумаратон. Кога истрчав полумаратонот и бев како нема шанси овде да престана. Да. И што ти беше целта за конкретно за овој маратон? Сакав да биде прво, сакав да завршам. Тоа беше цел уште од старт, сакав да завршам и знаев дека сакам да истрчам во трчањето. Маратони има нешто што се вика destination. Добро. Маратон. Кај што сакав да истрчам надвор од Македонија. Добро. И сакав да направам малце да биде, го истрчав во Белград, неколку дена пред тоа бев таму, поминав цел викенд таму и направив едно, и стварно беше убаво искуство од таа гледна точка, и тоа е некоја појдовна зошто Белград, зошто маратон, сакав, Белград ми е град близу до моето срце, сакам културата, луѓето, јазикот го знам, Партизан е од таму, и сите тие работи и маратонот дојде као, 28 април, мислам се пријавив таму некаде ноември, декември, што кога отворија пријави, и затоа, например, мене бројчето ми беше 289 на самиот почеток. Од 1400 и 500 можеби луѓе кои што само го трчаа маратонот. А колку луѓе имаше се на настанот? Мислам дека видов бројка околу 13-14 луѓе. Значи маратон, полумаратон, 5 километри имаше штафета. И беше стварно уште вечерта пред тоа почнаа да затвараат и улици и да местат се. Сабајлето се беше посветено на маратонот како манифестација и навистина беше едно супер искуство, кое што после истрчувањето на маратонот реков не планирам уште еден маратон година да истрчам. Таа ми е моментална одлука, ама дефинитивно нема да биде овој единствен маратон што ќе истрчам. Сум слушнал од други маратонци, кога ќе завршиш маратон, некојаш ќе кажеш, ова ми е последен пат, значи, ама кога ќе поминат неколку дена или одреден период, пак ти се враќа таа желба за... Дефинитивно и еве, денеска е втор ден од кога нели помина тој. Ти се враќа ли желбата? И можеби желбата не е за трчање 42 километри, ама ми се враќа желбата и сум како после ова најверојатно веќе ќе идам ќе истрчам неколку километри. Повторно се почувствувам да ги тоа. Биде многу важно и самиот тој процес, ја спремајќи се за маратонот, сваќаш колку само ти треба и време поминато на нозе и трчање и колку е важна спремата, бидејќи ако влеземе малце во детали како и помина цело тоа искуство за мене, беше нешто слично и со време тренето и како помина мојот тренинг период, кај што првите неколку месеци мене ми беа супер, ги достигнував тие дистанци кои што сакав да ги достигнам и после јануари и февруар имав многу големи проблеми со повреди. И не може да трчав толку често колку што сакав. И тоа ми се случи на маратонот, кај што првите 20 километри... Па баш сакав да те прашам за самата трка и фазите во трката. Знаеме дека примарната цел се исполни, го заврши маратонот, ама ајде сега фазите на трката, како би ги опишал фазите на трката, пошто секоја трка е различна, и не знаеш што се вели на англиски when you're going to hit the wall, if you're going to hit the wall, кога не можеш повеќе, толку готово. Нема, првите мене 20 километри ми беа доста добри и имав и знаев дека ако продолжам со темпото со кое што го трчав, можев да завршам маратонот за 4 сати и 15 до 20 минути. Ја на крај го завршив 4:59, што беше под 5 и баш сум горд на тоа. Ама и во самите тие 20 минути, 20 километри, имаше мисли кај што јас сам на себе мисли во главата кај што не можеш да завршиш. Престани, не можеш, зошто ќе
те болат нозете. Стварно не се осеќав најдобро, нозете не ги осеќав најдобро. Лично себе се осеќав баш доста добро и мислам дека направив добра работа и со пиење вода пред неделата пред тоа. Добро јадев неколку дена пред тоа и самата недела пред тоа и бев спремен во тој аспект, ама дефинитивно тие мисли у првите 20 км како престани, не можеш да издржиш, нема да издржиш повеќе. Бидејќи до тој момент ја имав истрчено имав истрчено 32 км највеќе за време на спремањето. Маратонот беше 10 км повеќе од било која ја имам истрчено. И после 20 километар ја направив таа одлука да не можам ја само да трчам цело време, бидејќи стварно болките во нозете беа доста големи, поготово не знам на македонски како е шинс, кои што ме мачеа и во шинсплинт се многу честа повреда кај луѓе кои што трчаат. Јас сум имал. И не можеш да трчаш со нив. Ја у јануари и февруари тоа ми беше најтешко, не можеш да трчам поради нив. И ја направив таа одлука после тој 20 км да трчам се до следната станица што е за освежување, па после ќе поодам 500 до 750 метри и после пак ќе трчам. И така правев 10 километри, кај што и тоа многу ми помогна. Кај што имав можност да не застанав никогаш, бидејќи знае дека ако застанам уместо нема пак да продолжам. Ама почнав да одам тие некои 500 до 750, па некад и километар и ми помогна кај што може да се напијам вода. Ако не можеш да трчаш, барем оди, ама не... Да, не застанувај никогаш. И тоа ми беше во главата и тоа ми помогна се до 32 километар, кај што се осети дека не можам повеќе. И бев тоа беше тој зид, да? Тој беше тој зид кој го удрив и во главата правев калкулации кај што што да правам сега? Не знам што да правам, не знам како да продолжам и колку да трчам, колку да одам и од тоа што одлучив 1 километар трчање, 1 километар одење и тоа ми помогна исто доста. За на крај последните некои километар и пол успеав да ги истрчам заедно, ама највеќе ми помогна тоа што еден од луѓето кои што трчаа на маратонот, кој што е пейсер, има на маратонот секогаш има луѓе кои што се од организаторот, организација држат темпо за ако сакаш да завршиш под 5, ако сакаш да завршиш за 4:30, за 4:30, 3 и тој ми помогна многу на таа последна делница, последни километар кај што застанав до него и одевме заедно и пошто и тој одеше, па направивме муавет на српски и ми помогна да се вратам во тој некој мајндсет да окей, можам да завршам, уште малце, беше угорница последните неколку делови, ама успеав да завршам трчајки 4 сати и 59 минути. Супер. Честито уште еднаш. Супер. Сакав да те прашам, пошто сепак е подкаст за ментално здравје. Нормално да се спремаш за маратон има огромни како физички припреми, но исто така има ментални припреми и за времето на самата трка, спомна се бориш со некои мисли. Кои беа тие негативни мисли со кои што се бореше за време на трката, а од друга страна кои беа некои позитивни мисли кои што ти беа како инспирација или како мотив да завршиш, да ја постигнеш целта? Една од причините зашто секоја завршување на секоја трка која што имам до сега истрчано, дали тоа е било на 5 км, на 10, на полумаратон и сега маратонот тоа што ја никогаш во своето растење не сум бил добар атлета. И од секојаш сум сакал спортови уште као мал, сакам да ги играм, ама од секојаш ме интересира таа некоја друга страна на спортот, како функционираат работите. Секогаш сум сакал повеќе да знам за тренерите и тактика и се тоа. И никогаш не сум се сметал за себе дека сум физички силен и физички добар. Значи имаше некој негативен мајндсет околу тие работи. Дефинитивно. Секогаш сум се смеал и така на шала и ден денес ќе кажам бидејќи нели
сум тренер кошарка и бейсбол и некојаш на шала ќе кажеме па тренер сум бидејќи не можев да играм. Ама тие беа некои мисли кои што беа таму присутни во првите 10 на 15 20 километри кај што постојано не можеш да завршиш, те болат нозете, откажи се зошто трчаш. Работи кои што мислам дека секој еден од се може генерализирам, мислам дека голем дел од луѓето кои што трчаат поготово големи дистанции ги имаат го главата, ама мене поготово ми беше изразено бидејќи никогаш за себе не сум се сметал дека сум силен физички. А што ти беше од друга страна некоја позитивна мисла или инспирација за да завршиш? 3 работи. Едната работа ми што имав цел и што ја направив таа цел да биде јавна. Че имаше момент на accountability. Тоа. Страва, тие што трчаат и што возат точаци и што вежбаат, тие знаат Страва како апликација и јас секој еден тренинг кој што го направив за маратонот беше со наслов Road to Belgrade 2024. Кај што немам јас сега не знам милион followers или не, но луѓето кои што ме следат и кои што сум близок со нив знаат дека јас се спремам за маратон, знаат дека тоа ми е целта. И тоа го почнав уште во ноември да се спремам за него. И тоа е едната работа која што секогаш ми помага да завршам со нешто со правење. Ако ја направам таа цел јавна, макар била и на тебе као ментор мој или као и на моите например родители или луѓето со кои што работам или блиски, ако ја направам мојата цел јавна, знам дека многу потешко ќе се откажам од нејзе. Второ што ми помогна е начинот на кој што се спремам за трката. Знаев дека сакам да направам нешто потешко, па и од самиот маратон, пред да го истрчам маратонот. И на почеток се мислев да го истрчам, имаше полумаратон и маратон во градски парк, Шерчимној, кај што е кругови во градски парк и сакав тоа да ми биде како окей, ајде да идам најдобро време за полумаратон на 5 недели пред трката. Не се пријавив пошто нели имав проблем со повреди и немаше да беше паметно јас сега да пробам брзо да ги истрчам полумаратон. На 5 недели. Второто нешто што направив, што ми беше како опција да истрчам водно матка. 32 километри преку 1700 метри надморска височина. А што беше потешко? Таа трка или водно матка беше потешко. Потешко беше и пак со план го направив да биде потешко, бидејќи сакав ако веќе некаде крахирам, некаде се откажам, некаде не успеам да биде тоа водно матка. Пошто водно матка мене никогаш не ми беше главната цел. Мене главната цел ми беше да испиташ каде ти е границата. Тоа. И ако веќе некаде не може ми се откажам да биде тоа водно матка и да имам доволно време од тоаш до маратонот, ја да се донесам до мајндсет кој што мене ќе ми помогне да завршам. И нека се испостави како такво. Се сеќавам лани кога трчав 10 км Скопје трча, многу лош мајндсет бев, ама ми беше на неколку недели пред, тоест на месец дена пред полумаратонот и многу ми помогна тие недела дена, тоест месец дена, ја да се фокусирам на како, ја знаев дека можам да истрчам, пошто имав доста истрчан. И сега, знаев дека ја можам да ги истрчам тие 42 км, ама не бев сигурен во себе, ментално. И третата работа која што ми помогна, беше тоа што слушав цело време. Најчесто кога трчам, слушам или подкасти, или музика, ама најчесто слушам... Нашиот подкаст, така? Цело време? Никогаш го немам слушано, освен ако треба нешто да се прегледа пред да се стави и Reels што ми излегуваат на... Ма не, најчесто слушам подкасти, аудиокниги и музика. Сега, од музика не слушам многу музика, како што сам знаеш, и има неколку жанрови на музика кои што слушав. Она што ми помогна на маратонот беше worship музика. Кај што цело време, од самиот почеток и неколку десетина минути пред почетокот, па се до самиот крај, во едно уво нон-стоп имав worship музика
која што за нашите гледачи кои што можеби не го знаат тој термин, што е worship? Тоа е музика која што е славење на Бог, на пример. Многу е популарна, не е толку кај нас тука, туку во Америка. Значи, кај што духовна музика. Духовна музика која што не се разликува многу од музиката која што е не само поп музика, туку и друга музика, можеби со христијански теми и можеби ја не бев фокусиран цело 90, не 90, ама 80% од времето ја не ја слушав музиката. Ама кога ми требаше, кога ми беше најпотребна, кога се размислував да се откажам од тоа, да завршам трката, ја бев константно тоа ми одзвонуваше у главата, тие некои теми, некои работи кои што ми помагаат, не само и утрчањето, туку и секојдневно ми помагаат да продолжам понатаму и тие три работи, значи јавна цел, тоа што се плански се спремав за таа ситуација кај што знам дека ќе биде многу тешко и се ставам во позиција кај што ќе направам нешто можеби и уште потешко пред самиот маратон и третата слушање на овој случај духовна музика. Супер. Имаме многу да покриеме, така да нема да се задржиме уште многу на трчањето, ама сакам да се навратиме на почетоците од твоето патешествие во трчањето, особено на твојата прва петка, значи првите 5 километри што истрча. Се сеќаваш ли на таа петка? Да. Не, секој се сеќам, бидејќи на Страва можам да одам назад на активности што сум ги постирал и секојаш таа петка ми излегува и има слика од таму. Со кого трчаше на тоа? Ајде, признай. Па гледај, има причина зашто ти си од таа страна на масата моментално. И нема како што спомнав и на самиот почеток. Јас секогаш сум сметал на трчањето како нешто што мора да се направи и нема да сгрешам ако кажам дека сум го мразел тоа со години. Не знам или не сум знаел како е можно тоа се некој да излезе се да трча и да зошто, која е целта сега да трчаш и да чувствуваш болка. И тоа ми беше мајндсетот се до пред некоја година, 2022, кај што мене таа година, таа некоја, ајде да кажеме, учебна година, 2021-2022, ми беше една од не по-тешките, ама по-зафатени години, кај што само што бев завршил со факултет, почнав да работам и почнав на почеток да волонтирам, а почнав и втора работа после да работам како тренер во Водно Санс кошаркарскиот клуб. И јас цела година мене распоред ми беше од сабајле до некаде 2-3 у канцеларија работам со организацијата со која што и ден денес работам Young Life и после тоа во една сала, во друга сала, па си доаѓам дома во 11-12 после тренинзи кошарка. Така ми беше од понеделник до петок, сабота и недела се знае, утакмици по цели денови и едно што нема време за ништо, ја и која јадев хамбургери, пица, кока-кола и гирос. И тоа ми беше диета цела година. Ја воопшто нема време за ништо, нема време ни за самиот себе и некаде и знаеш сме имале тие разговори, ама некаде конкретно таа сезона јас сватив воопшто дека не вреди ја да продолжам со тоа. Бидејќи мене целта никогаш не ми беше сега да станам некој најдобар тренер. Мене целта ми беше и сум во спортот бидејќи го сакам спортот, ми има многу помогнато да се оформам као личност и сакам тоа да им го дадам на тие деца кои што тренираат. Да им не го гледам спортот како само спорт, да некојаш е забавен на тој начин и е многу интересно така да го гледам, но го гледам како една од најважните алатки за оформување на една здрава и добра личност. Да, ќе збориме за тоа. И поради тоа, поради тие разговори, ја на крајот на годината бев окей, ја не можам да продолжам вака, мора да намалам одедно. Работата која што работам е работа со тинејџери и со млади преку организацијава. Знаев дека нема да ја откажам и бидејќи го лоцирав тоа што беше нездраво во мојата
во моето секојдневие, морав да намалам со кошарка и во тој момент Брендан, кој ше е shout out, може нема да слуша бидејќи во Америка, ама е пријател кој што ми вика ајде истрчаме полумаратон. Да си дајме една година да истрчаме полумаратон. Он во Америка, ја тука. И уште и Рос исто со него и ја прво кога ми го каже тој дека нема шанси, кога ја не можам да истрчам полумаратон, не би сакал да истрчам полумаратон, зошто уопште. Океј, тоа беше не знам, мај, јуни некаде, лето патување доста и пак ми пише, не знам, после неколку месеци тој иницијален разговор ми кај what are you thinking? Ке трчаме или не? Викам, ја бев баш у тие некои моменти кај што бев, окей, ајде, whatever. Ајде да пробаме. Од кај да почнам, како, шо? И мислам дека една од причините зашто ја цело време сметал дека трчање е само болка да си ствараш сам на себе и нема некоја цел, е тоа што сметал дека секогаш мора да трчаш најбрзо што можеш и највеќе што можеш. И тоа мене од секогаш ми представувало тешко и затоа сум створил некоја верзија спрема трчањето. Ама кога почнав повеќе и да разговарам со луѓе, и со тебе, со луѓе кои што ги знам, кои што трчаат, да читам повеќе, да слушам подкасти, затоа сватив дека свари не треба ја сега да трчам, секогаш да се убивам кога трчам, туку напротив, ја почнав со, не знам, 20 минутен тренинг, кај што 30 секунди трчам, минута и пол одам. Ја добро се сеќавам на таа петка, мислам дека имаш и можеби некои моменти на одење, ама цело време беше ајде Ѓорги, ајде. Ема тоа беше пред самото ова јас кој што зборам, кај што ја едно немав кондиција за тоа, никогаш не сум имал кондиција, а второ ја влегов у тоа и као ти Клеј ќе трча, ај со него ќе трчам, ај што е толку тешко 5 км. Ама тогаш првата бариера се сруши. Да. Свати дека можам 5 километри. 5. Да, и од 5 до цел маратон, така. Да, епа тоа и планот е доста важен. Доста е важно да биеш искрен со себе. Да, и сега ти си одел не само еден чекор плюс од кај што сум бил јас со трчањето, пошто јас само полумаратон, ти цел маратон, туку 21 километри подалеку од мене, така да уште еднаш честито. Прочитав некоја статистика дека на светско ниво можеби само еден од секој 1000 луѓе имаат истрчано цел маратон, така ти си во еден многу мал клуб на луѓе кои што го имаат тоа направено во животот. Да, многу е важно да се стави тоа во перспектива, бидејќи мене ми е важно како личност, пак ќе кажам, цел живот се сметам за себе за недоволно физички јака личност, силна личност. И кога ќе ги видиш тие некои работи, не е нешто, не е најтешкото нешто што можеш да направиш на свет, ама мене ми покажува дека колку јас само можам и колку некогаш си ставам сам на себе лимити, што јас мислам дека јас може да направам. Да. Ама кога ќе видиш колку малку луѓе споредбено со колку не има на земјината топка, кај што не е голем бројот на луѓето кои што трчаат не само маратони, туку и полумаратони, кои што трчаат воопшто. И некојаш и самиот знам да заберам и со времење, па требаше за оволку да истрчам, за онолку да истрчам, па не е толку брзо, ама сваќам дека и со ова може и да завршиме за трчањето, ама една од работите кои што ги сакам за трчањето е токму поради тоа што и јас си ги поставувам целите, јас си ги поставувам како сакам мене едно трчање да ми изгледа, без разлика дали е трка или не. Дали, затоа, например, за секоја трка, првата цел ми е да завршам, тоа е. Да. Немам ја цел да сега да го победам Дарија Ивановски, да правам нови рекорди во Македонија. Не, сакам да завршам. После тоа убаво е да си има цел. Убаво да си има, сакам да завршам, мене првичната цел во Белград ми беше сакам да завршам под 4 сати. Ама после тренингот, после тие неколку месеци тренинг, знаев дека не можам да завршам. Не е реално. Реалистична цел. Прво беше после 4:20, на крај 5 и убаво е да се поставува такви некои временски специфични цели, ама секогаш ми е целта да завршам и да направам тоа што не сум мислел дека можам да направам. Да. Добро. Да преминеме од трчањето до можеби некои други спортови, сепак да останеме на тема спорт. Освен трчањето што го правиш лично за себе,
кој ти е омилен спорт, можеби, ајде, за тимските спортови сега да збориме, кој ти е омилен спорт? Тоа е многу тешко. Или омилени спортови, ако не може еден спорт само. Многу е тешко тоа прашање, веќе нема еден спорт. И мислам дека сега у моментов сум омилени екипи, кај што спортови сакам бейсбол и тоа може да го кажеме рекам прв спорт, кошарка е после тоа и после се останато, ама кога гледам така по искрено да ти кажем Партизан у кошарка, Бостон Ред Сокс у бейсбол и после тоа да сакам да гледам и други спортови и неретко се случува и фудбал и ракомет, одбојка. Сега почнав последно време и голф да гледам, нешто ми станува поинтересен, Формула 1, многу спортови кои што ги така и сум растал и секој сум уживал тоа, ама најискрено Партизан кошарка и бейсбол Бостон Ред Сокс. Супер. Па ја носиш маичката од Партизан? Да, по Белград бев сега да се знае дека сум бил таму. Тазе е купена маичка. Да се знае дека сум бил во Белград. Ајде малце за бейсболот да збориме. Ти си еден од ретките македонци, барем што јас познавам, што го обожава бейсболот. Како се роди? Па стварно, мислам дека си во некој многу малцинство. Најмало. Како ти се роди таа љубов кон бейсболот? Ајде, кратко кажано, како се роди таа љубов? Исто е и како со трчањето. Ја имав можност 2015 година 2015 и 16 школска година да поминам во Америка, во Тексас, Накедочес, Тексас. Размена на студент. Тоа беше втора година средно за мене. И одејќи таму сакав кошарка, тоаш ми беше прв спорт. Знаев дека ќе пробам да играм кошарка таму во средното школа и викам ќе видам и другите спорти. Американски фудбал го знаев како таков, никогаш не сум го гледал. Бейсболот исто, ама бейсболот ми беше имаше гледано бейсбол на таа? Не, никогаш. И на самото доаѓање, семејството, бидејќи живеев таму со семејство и цела година поминав со нив, и бидејќи живеевме блиску до Хјустон Астрос е една од подобрите бейсбол екипи моментално, кај ќе идеме ќе гледаме бейсбол. И ја викам супер, кај нас бейсбол палки само се користат, бейсбол никаде нема. Бевме, тоа ми беше една недела, само што јас стигнав таму и одам на бейсбол, гледам прва лига, Major League Baseball, професионална лига. Не знам дали ми веруваш, мислам си го слушнал тоа од мене, ама еве гледачи, јас заспав на утакмицата. Ми беше толку досадно. Играта е поделена не времетрање, туку е поделена на 9 делови, 9 ининзи, 9 периоди. И јас заспав некаде таму трети, четврти, ми беше толку досадно, почнах глава да ме боли, бидејќи гледам од високо, не разбирам ништо. И како се промени тоа? Па првите 7 месеци ја го мразев бейсболот, бидејќи не го разбирам, не ми е интересен, се посветив на кошарка, ама со кошарката ја играв, ама пак тој аспект кај што мене и да, не сум сметал дека сум секојаш физички најфит, ама и не ми ни било толку интересно. Ја никогаш не сум сакал да бидам професионален играч да играм у НБА. Јас секојаш сум сакал да бидам тренер, јас сум сакал да бидам Дуле Вујошевиќ. Тоа е, сакам тоа и знам дека кога заврши сезоната кошарка, таму, еве, за тие што не знаат, начин на кој што организиран спортот, барем во средна школа, е да првите неколку месеци, од август па до ноември, имаш американски фудбал најчесто, после тоа имаш бейсбол, кошарка, од ноември, декември, па се до... во мај кај што играш во сала и на крај завршуваш или со бейсбол, или атлетика. И јас знаев дека, кошаркава ми завршува, јас со тренерот имав доста многу разговори за како е тоа да се биде тренер, па сакав да научам нешто повеќе, па им помагав последните неколку недели, воопшто не играв, ја им бев помошник тренер во школата. И после бев што ќе правам сега во последните 3-4 месеци. Кај што да, ќе одам на школа и ќе ми биде и сега тренерот под кој што бев, исто тренираше бейсбол, и викам, ајде, кидам таму, купив неколку книги, може ќе научам нешто за спортот,
и многу брзо се смени, бидејќи мислам дека најголемо влијание имаше тимот кај што бев, беше толку и беше воден доста добро, тренерите кои што беа таму беа стварно квалитетни тренери, и ја почнав да разбирам спортот. Тоа највеќе ми помогна. Сватив како се игра прво и основно, а и сватив некои принципи и филозофии за бейсболот кои што мене највеќе ме привлекоа за јас сега да кажам. Ја на крај дома се вратив со бейсбол палка, со ракавица, со топчиња, кај што јас сакав дома се враќам, окей, бейсбол у Македонија ќе почна. Ке те ограничам на една работа. Кажи една работа што ти се допаѓа за бейсболот. Која би извоил една работа само. Бейсболот најмногу ми се допаѓа бидејќи е најсличен како спорт е најсличен на животот. Добро. Во бейсболот најдобрите играчи го промашуваат топчето 7 пати од 10. Во било кој друг спорт, во било кој на работа, било каде, ти у школа 7 катастрофа. 7 од 10 да имаш неточни, студентска тројка. Не постои, не постои. Ама во бейсбол најдобрите играчи се имаат просек 3 од 10. Да. И тоа ми е најслично до животот, кај што во бейсбол секогаш имаш следно. Знаеш дека следно имаш уште една шанса, имаш уште една можност да го поправиш тоа што претходниот пат не се го промаш. И тоа ми е најслично до животот, затоа секогаш кога некој ќе ме праша, точно ова прашање зошто бейсболот, тоа ми одговорат, бейсболот е најсличен ако го споредуваме со животот, бидејќи колку и пати да паднеш, колку и пати да промашиш, да не успееш, секогаш имаш следна шанса, секогаш имаш следна можност да успееш во тоа што работиш. Еве, кога сме кај таа споредба помеѓу бейсболот и животот, сакам да избереш една и пак само една метафора за бейсболот. Бидејќи има многу метафори што се користат во американската култура, што го користат бейсбол како начин на објаснување на нешто. Избери една метафора и објасни ја за нашите гледачи, кои што можеби не го знаат тој спорт толку добро. Да, многу е тешко. Тоа јас секогаш викам најлесно може да се научи бейсбол само ако се гледа. Да. Ама ако веќе морам да ти го одговорам прашањето, мене омилено ми е да или ќе победиш, или ќе изгубиш, или ќе врне. Добро. Кај што нема нерешено, не можеш ти нерешено, ни у животот некојаш нема нерешено, ама или ќе победиш, или ќе изгубиш утакмица, или ќе врне, пошто не можеш да играш бейсбол бейсбол под дожд. И тоа би го избрал чисто онака, ама you win some, you lose some and some get rained out. Точно тоа. Ама ако некој сака повеќе да дознае, може слободно да ми пише на било каде да ми се радо би изборал за бейсболот, иако тоа е гледањето ти помага и гледањето со некој кој што го знае да ти објасни што се случува. Бидејќи мислиме дека е комплициран спорт, ама воопшто не е. Има неколку базични работи кои што ако се совладаат после тоа е се полесно, ама тоа или ќе поеш, или ќе изгубиш, или ќе врне, и тоа дека е најсличен до живот, кај што кај се слушнало ти да плаќаш некој 30-40 милиони годишно за да промашува 7 пати од 10. Тоа не постои. Каде ти си, например, директор Линка Крос. Дали би продолжил да плаќаш работник ако 7 од 10 проекти му се неуспешни? Така е. Многу ретко тоа се случува и тоа ми помогна да засакам спортот кога сватив некои тие работи како функционира. Еве да користам уште една метафора, јас да се приклучам малце. Што мислиш за оваа епизода? Ќе биде сингл, дабл, трипл или home run? Ќе биде ли home run оваа епизода? Па гледа, јас сум многу самокритичен кон себе и не знам, ама да објаснам тоа што кажа, пошто не верувам дека некоја со нас тројца усова знаат. Тоа е во бейсбол кога удираш, можеш да имаш да дојдеш на една база, на втора, на трета или да постигнеш поен директно. И тоа е сингл, дабл, трипл, home run. Home run е најдоброто. Се надеваме дека ќе биде ова home run епизода, ама ќе видиме. Има уште. Ајде сега од бейсбол и home run до кошарката.
пошто знам дека тоа и ти сам кажа дека тоа ти е еден од омилените спортови. И знам дека си бил тренер на неколку генерации, неколку возрасти. Кажи ни нешто повеќе за твоето искуство како тренер до сега. Ја би се освртил и повеќе внимание би посветил на тоа преска што спомнам само повеќе био проша причината зашто сакам да бидам тренер. И јас пораснав гледајќи кошарка, Партизан поготово, Евролига, Дуле Вујошевиќ го спомнав и преска и сакав многу повеќе да знам за тренерите и се сеќавам прв пат кога почнав да им помагам, тоа беше уште средно, баш во Америка, седнав дома и направив моја тренерска филозофија, каде што изгуглав, не знам, различни тренери, нивни филозофии. На колку години беше тоа? На 15-16 години. И ги ставив сите, окей, не знам, Дуле Вујошевиќ, Жеljko Obradović, Пит Рајли, Фил Джексон, сите и нивните филозофии, и гледав и други спортови, пошто не се ограничив само на кошарка и си направив некоја своја филозофија. Ова ќе зборам, ова не. Ама тоа само сакав да кажам, бидејќи од секојаш сум сакал да бидам тренер не поради некој, не знам сега да бидам, дали би било супер да бидам најдобар тренер во Македонија, на Балканот, светот, ама јас секојаш сум го гледал тренерот како еден од најголемите авторитети во животот на една личност и ако ме прашаш кои се некои највлијателни личности во мојот живот, 70% од тие би биле тренери. Мои поранешни тренери кои што ми помогнале како во основно, во средно, па и после и сега и ден денеска ми помагаат. Можеби не играм сега за нив, ама сум со нив и ми помагаат ми помогнале да дојам до таму кај што сум сега. И од таа појдовна точка јас идам. Сакам да бидам тренер кој што, знаеш како има некои изреки кои што викаат добар тренер ќе промени една утакмица, ама одличен тренер ќе промени живот. И сакам да бидам таков начин, таков стил на тренер и на таков начин ја да водам и баш поради тоа ти кажав, јас се откажав, ја бев на добра траекторија да станам успешен тренер во Македонија, кај што ја работев и дел ден сум дел од клубот, ама ја работев баш како помошник тренер на некој од најдобрите тренери во Македонија за младинска категорија во кошарка. На клуб кој што секоја година е во самиот врв на младинската кошарка во Македонија. Ама јас сватив дека на крајот од таа година ја не станувам тренер како што јас сакав да бидам, туку станувам тренер кој што ќе има многу успеси, ќе биде многу добар и тактички поткован и ќе знае многу работи за кошарката, ама можеби нема да може да се посвети. Не велам дека сите се така, ама велам дека ја не можев тоа да оподнесам и знаев дека морам да се вратам еден чекор и повеќе чекори наназад, да се запознам малце повеќе себе си и во моментов, како што кажав, дел сум уште од клубот во односан си. Ако има во односан со утакмица, најчесто сум таму, што као и јас помошен сум таму, бидејќи имам тројца сина, Питер, Денел и Лука, кои што играат за нив. Или као помошен, или да навијам за тие деца кои што знам како е некој кој идел за мене да навива и како јас сум се чувствувал и сакам тоа да им го дам на нив, ама главниот сега тренерски ангажман е што, нели, сум тренер во средното приватно училиште Нова, кај што во последните 2 години бев тренер на средношколската екипа, машката средношколска екипа со која што некој пак тој амерички стил на работење кај што нели имавме тренинзи и работев со нив од ноември па се до март. Тој некој зимски период. Која е некоја карактеристика што сметаш ти дека е битна да ја имаш како тренер за да се постигне таа цел што спомна сега да промениш живот на тој играч, не само да победиш на утакмица, туку да промениш живот. Кои се некои карактеристики кои се битни да ги имаш како тренер? Јас секогаш започнувам, има неколку работи кои што ми минуваат низ глава сега, ама секогаш започнувам од самиот себе.
Верувам дека ако ти самиот го немаш тоа што треба да го имаш, ти не можеш да дадеш ништо на другиот човек. Така што ако ја самиот не станувам подобра личност секој ден, со тоа што ја се надоградувам, ја учам, ја имам ментори кои што ми помагаат не само за кошарка, туку ми помагаат и за многу различни работи. Ја не можам тоа да им го давам на тие деца кои што ги тренирам. И тоа е најважно. Од таму почнува се. Ако ја самиот на себе не си помагам, ја не можам да им помогнам на другите. Не можеш да го даваш тоа што го немаш. Го немаш. Токму така. И после тоа следуваат работи. После тоа може да збориме, комуникација е многу важна. Многу е важно како комуницираш и дека треба да сватиш дека не можеш со секој исто. Некој на некој му одговара да му викнеш и да му се развикаш и да му кажеш малце погласно пред сите и тие ќе играат подобро. И ќе се однесуваат подобро и ќе те сакаат поеќе, ама не се сите такви. Со некој можеш после тренинг на страна да му кажеш вака и вака. Со некој мораш прво да му кажеш што прави добро, за да му кажеш треба да ги промениш овие работи. Како добар мајстор мора да имаш повеќе алати. Мораш да ги знаеш луѓето со кои што работиш. Од твоите помошници тренери, како со главен тренер, па се до деца и играчите со кои што работиш. Веќе ти ако не си ги познаеш играчите, ти не можеш да бидеш добар тренер. Да. И тоа комуникацијата е можеби најважно после тоа што кажав, запознавајќи се себе си и работејќи на себе. Комуникација е дефинитивно најважна, бидејќи сите знаеме личности кои што поготово ќе земам пример со школа. Знаеме личности кои што имаат многу големо знаење. Не знам, јас сум имал во основно некој кој што имал стварно големо знаење у биологија, ама не знаеше да ни го пренесе нам. Ја ништо не знам моментално биологија. Не е негова кривица, ја никогаш не сум сакал да знам поеќе, ама тој некој наставник мене не ми помогна да научам нешто. Не знаеше како да пренесе тоа. Така што ти можеш да знаеш многу работи за многу нешта, ама ако не знаеш тоа како да пренесеш на начин на кој што е разбирлив, нема да успее и џабе ќе биде. Ајде да навлеземе малце подлабоко во менталното здравје, емоционалното здравје во спортот. Баш книгата е позади тебе за 3D coach. Една книга што знам дека ти ја имаш прочитано и јас ја имам прочитано, доста влијателна книга во твој живот, според нашите разговори. И во таа книга авторот зборува како 3 димензии или 3 нивоа на коучинг, на тренирање. Првата димензија е физичкото, да кажеме со рацете. Втората димензија е главата, односно менталниот дел, и третата димензија е веќе срцето или душата на играчот. Како изгледа тоа да работиш, па да почнеме со негативната страна, да работиш само во првата димензија или може малце ќе ја допираш втората димензија, менталниот дел. Како изгледа тоа и после тоа ќе преминеме на тренер кој што работи на сите 3 димензии? Најчесто имаме еднодимензионални тренер. Најчесто, и не само кај нас, така е секаде. Најчесто имаме, бидејќи спортот е толку на крај имаш победник на крај. Да. Сите сакаат да победат. Сите го сакаат тој трофеј на крајот и од тука мислам дека фокусот и со рацете ќе најбрзо можеш да стигнеш, да. Ти тоа го гледаш, тие се некои видливи работи кои што ти можеш да ги видиш. Ја ако работам на мојот шут, ја ќе бидам подобар тројкаш, подобар шутер. Ама таму и застанува се тоа. И тука мислам дека зошто оваа книга е многу важна, зашто навлегува во поеќе работи. Ти ќе бидеш добар играч, ама ќе играш професионално. Реално, ова не го земајте за целосно точен факт, ама ја мислам дека 99% од децата кои што ќе почнат да играат некој спорт или да тренираат како мали, нема да станат професионалци. Да се стане професионалец во некој спорт е една од најтешките работи. Било што. И тука можам со денови да се расправаме за тоа, бидејќи за ти да станеш, да доеш на ниво на
на Коби Брајант, на Леброн Джеймс, на Кристијано Роналдо, па и до ниво на некои и наши фудбалери, Горан Пандев да биеш, или Кира Лазаров. Потребно е многу работа, многу откажување и потребно е некојаш и среќа. И од тука рацете, тоа физичко не е доволно, бидејќи ти не идеш буквално со глава од зид. Ти немаш големи шанси да станеш професионален спортист. Да. И ако само се оставиш на рацете или на нозете, од кога ќе завршиш со спортот, кој си? Да. И тука мислам е многу важно и од тука сметам дека како тренери мора да се излезе од тој еднодимензионален аспект кај што сакаме само да одиме и да победиме. Тоа е целта. И како изгледа тоа? Веќе да преминеш од таа прва димензија, физичкото веќе кон менталното и да кажам кон можеби духовното или срцето на играчот. Како изгледа тоа? Значи да работиш во таа втора и трета димензија како тренер според тебе? Најбитна е целта. Тоа е која ти е целта, зошто си тренер? Ако ти си тренер да бидеш најдобар и да бидеш прогласен за најдобар тренер во Македонија или во светот и да бидеш шампион во Евролига или Македонско првенство или НБА лигата, тоаш многу е тешко да излезеш од таа, мислам дека е невозможно да излезеш од таа една димензија. Ама ако тебе целта ти биде нешто повеќе од тоа, ако се стремиш кон нешто поголемо од тоа, ти ќе станеш и шампион во Македонија, ќе станеш и шампион во Евролига и НБА и ќе бидеш најдобар тренер, бидејќи си се посветил на вистинските работи. Значи, тие две, тоа е некој од заблудите кои што најчесто ги гледам, бидејќи се смета дека окей, мене целта ми е, јас мене не ми е главната цел ја да бидам и сега да победам на утакмицата. Да, целта е секојаш да се победи. Ама ако не се победи, не е крај на светот. Ама по која цена? Па тоа. А луѓето сметаат дека окей, ако мене целта сега не ми е тоа, ја никогаш нема да станам, не знам, да играм за од Партизан до Реал Мадрид, од НБА до Кина. Никогаш не можеш, не е тоа така. Баша напротив е дека ако се посветиш на вистинските цели, ако ги имаш приоритетите ставени во животот кај што ти, ако не успееш у кошарка, ќе бидеш сосема задоволен со себе, најчесто ќе успееш у кошарка и ќе стигнеш многу подалеку него што си мислел ако си останал на таа една димензија кај што ја мора да работам. И па и затоа, например, првиот разговор што го имавме во обратни улоги, зборевме за тоа колку е важно во стручните штабови на екипите да има тренери за ментална работа, кои што се спортска психологија. Психологија многу е важна, бидејќи не е исклучено едно со другото. Ја би ти кажал пример, ја како тоа сам го. Ама исто така играчот да знае дека тренерот го сака. И не го сака само заради тоа што знае да даде кош, ама како личност, како личност. Тоа ако се водиш од таа цел да јас знам дека ја ако на играчи пред утакмица им кажам правите што правите, мора да победиме, е многу поразлично како ако ја кажам слушнете сега. Да, идеме да победиме, ама ајде да направиме тоа. Истрениравме, нема да сега веќе што да ви кажувам. Победиме, ќе биде супер и знам дека може да направи, ама ако не победиме, не е кај на свет. Да. Тоа е многу, комуникацијата е многу важна, кај што ти не им го ставаш тој притисок да мора да победат. Тоа па уште еден аспект на тоа ги ослободува. Да го дадат најдоброто. Ја би ти кажал, последно кај што и ти беше со нас, со Нова бевме во Литванија на меѓународен турнир со екипи од повеќе различни држави. Самото тоа идење да играш кошарка во Литванија е земја на кошарката, таму кошарката е религија. И начинот на кој што се поставивш од самиот старт со играчите беше тоа, уште од кога почнавме во ноември да тренираме, па се до март. Мора да им кажувам што прават добро, бидејќи ако не им кажувам што прават добро,
кога ќе им кажам што треба да поправат или што прават лошо, нема да ме слушаат. Мора тоа едно со друго да оди. И мора да им кажувам дека ги сакам и без разлика што и да направат, пак ќе го имам ја тоа чувство спрема нив, бидејќи поминавме многу време заедно. Так. Поминавме секојдневни и тренинзи, па и имавме и дружења, секако. Тоа време заедно у Литванија и уште толку, ама морам ја тоа да им го кажувам. И затоа, например, уште кога стигнавме у Литванија, првата вечер ги собрав у соба, им ги земав телефоните, и саат и пол ние зборавме и беше необично и за нив, и ја не знаев како ќе функционираме, викам, окей, мора ова да направиме, ќе си кажеме еден на друг како се чувствуваме за нас. Не беше се искрено беше, ама не беше секогаш сериозно. Да. Ама имаше моменти кои што мислам дека ни помогна. Еве, Клеј сега, сите за Клеј ќе збориме 2 минути, што Клеј прави, а е добро, или што Клеј работи и сакаме да му го кажеме тоа и да му се заблагодариме. Го направивме тоа еден саат и пол. Беше смешно за нив, бидејќи не верувам дека тоа било кога го имаат искусено, а мислам дека многу ни помогна. Таа мала работа, тие саат време, саат и пол ни помогна да понатат. беше некој обид од твојата страна да навлезеш повеќе во таа трета димензија. Да. Тоа бидејќи кај нас сметаме, еве јас самиот со себе знам за мене колку некојаш ми треба некој да ми каже ова што правиш е супер, те сакам или било што, бидејќи не го слушаме тоа доволно. Не само кај нас, секаде е така, еве конкретно за кај нас, ние не слушаме како позитивно луѓето се чувствуваат спрема нас. Да. Ги слушаме негативните работи, ама многу ретко слушаме тоа те сакам, браво, супер, продолжи, се гордеам со теа. Тоа ни е најдлабоката потреба како луѓе, е да знаеме дека сме сакани. И ако тоа не постои во спорт, има огромна дупка тука. И баш сакав да прашам како го гледаш тоа конкретно во Македонија, колку близко сме до тој модел на 3D коуч и како да не бидеме песимисти, како можеме да одиме чекор напред во тој план според тебе и малце да можеби да се промени таа култура на спорт, доколку сметаш дека треба да се промени? Мислам дека моментално не сме многу близко и сме далеко, имајќи искуство со не само со тренерите со кои што работел, туку и Македонија е мала, сите се знаеме, поготово светот на спортот, па еве кошарката конкретно. Гледаме што се случува и на утакмици и гледаме однос тој играч-тренер и колку само тренерите не сакаат да бидат другари со играчите, за кои што сметам да зборавме тоа е со Васко една од епизодите и сметам дека не сме близко, ама мислам дека се поеќе и поеќе како годините поминуваат и еве јас сум 24 години и моја генерација и поранешни играчи и луѓе во спортот и помали, многу поеќе и поеќе ќе се менуваат и ќе бидат поразлични од тоа што и мислам дека време е потребно. Ама мора некој да им го покаже тоа има некои генерацијски работи кои што така мојот тренер беше со мене, па јас ќе бидам така со моите играчи. И се пренесуваат некои начини на размислување и однесување, што ама мора некој да поттикне тоа. Да, мора некој да застане и да каже чекај луѓе, може поинако. Да, ама мислам дека тоа не е најбитно. Најбитно е времето да помине. Најбитно е време да помине, генерации да се сменат, бидејќи барем еве една од подобрите работи на социјалните медиуми и на таа технологија која што ја имаме ние можности да ја имав можност пред 7-8 години да седнам и да изгуглам каков е Фил Џексон, како размислува, да ја прочитам неговата книга. Не можеш само да учиш од луѓе кои што ги знаеш лично или кои што ти биде тренер. Напротив, ја сметам дека еден од најголемите ментори мене ми се луѓе кои што ја не ги ни знам, ама ја ги читам нивните
дали ако е станува збор за книга или ќе гледаш нивни пресконференции или ќе слушаш нивни интервјуа и така се учи исто. Од тој аспект сметам дека е најважно времето и да, примери. Мислам дека во Македонија моментално Васко е еден од Васко Атанасов кој што е тренер на МЗТ, еден од подобрите примери да се гледат и затоа кога почнавме со подкастот, знаеш и сам кажа, во него сакам да имам еден од првите гости. И ќе знам дека е многу важно да се слушнат такви луѓе и да се слушнат такви размислувања, ама да, времето е најважно. На крај на ден не мора генерациите пред нас што биле да си одат, за тие мојата и помали да дојдеме и да пробаме да смениме нешто. Ама дефинитивно, многу е важно како гледаме на спортот и која ни е целта со која што сме влегле во истиот. Така. Сакам да те замолам сега малце да ја отвориш душата и да ни споделиш можеби еден момент кој ти донесе многу радост во спортот и како тренер, и еден момент кој што ти беше многу тешко. И како се справуваше. Лесно е да се справиш со радосните моменти, ама тоа може и некојаш да... Тоа некојаш е тешко, не е најлесно. Како се справуваше и со таа радосна ситуација и со таа тешка ситуација, ако може да издвоиш еден пример од двете категории? Има неколку примери кај што јас сум се почувствувал дека дали ова стварно ми се случува. Кај што, не знам, бевме во Финска 2023 беше? 2022. Да, за суперфинале. За суперфинале на Европска младенска кошаркарска лига со Водно Санс до 15 години. И ние победуваме екипи од секаде. Ја помошник тренер на Горан Андреевски, кој што ми ја даде таа прва шанса да работам по сериозно. А тука син ми Даниел играше. Даниел игра, деца со кои што веќе пошто ние бевме таму цела недела, па кој што се зближивме доста и на крај ние славиме со облекувална и ми помина низ главата дали ова стварно ми се случува, кај јас сум моментов во Финска, дел сум од екипа која што освојува нешто што кое не секоја... Историски, да, не се да кажеш, не знам, Македонија освоила европско првенство, ама во контекстот на клубско ниво, на младенска категорија, многу големо. И тоа е некој момент кај што прв пат бев као, вау, ова е стварно голем успех и ме направи да се чувствувам гордо од кај сум, што сум и на деца, поготово на деца со кој што игра. Ама ја би извел друг момент кај што нема да кажам кој беше, може и ќе не слушате, пак од Литванија би се осврнал, кај што имавме ние тешка недела, реално. Ама еден од моменти кои што секогаш ќе ги памнам како тренер, кога едно од деца, ние сме на аеродромот, мислам дека бевме во Виена, пред да се качиме назад во Скопје, дојаме гушна и вика, coach, I love you. И ми беше тоа као, знаеш како, тоа што зборевме преска и самиот начин на кој што ја им се поставив на самиот почеток, да ослушнеш тоа од играч кој што ја го знаев и од порано, ама не сум имал некој однос со него пред да му бидам тренер во Нова. Кога го слушнав, тоа ми беше окей. Ова беше успех. Ова беше успешно. Да, ние без разлика што постигнавме кошаркарски, ова беше успех. Ова е еден од најголемите успеси кои што сме имали. Тоа да ми се случи и мислам дека беше потврдено на тоа што го зборевме на начинот на кој што ја им се постави. Најтешко од друга страна исто беше во Литванија и беше повредите се секојаш тешко. Повреда е секојаш тешко кога се случува, ама кога ќе се случи на начин на кој што нам ни се случи, кај што не знам, на полувреме во финале со литванската екипа кој што веќе ја победивме, веќе еднаш на турниров таа година, прошлата година знаевме дека ќе ја победиме пак. Ама начинот на кој што се повреди Питер твојот син,
со кој што се знам, сум го тренирал и бейсбол, и се знам со години, и ја не ја видов повредата, не видов како тоа се деси, ама го слушнав само кога почна да вика и да урла, и Даниел, кој што исто така до него, и он почна, и ти као тренер, у тој момент, ја као личност мене, и уште и ден денеска ми е тешко, и секоја зборим, викам, немој само да запла жити се. И мене ми е тешко. Ама тие неколку сати која ја видов како него злобот му е изместен и едно, окей, таму сме, сега треба на другиве деца да со нив да бидам, среќа ти беше таму и Рут, да вие да помогнете со Питер. Ние отидовме со него. Вие отидовте во брза помош. Да. Ја не знам што се случува. Да. Неизвестноста. Тоаш беше најголемо прашање, окей, што ќе правиме со утакмица? Да. Полувреме за малце ќе беше, нерешен резултат. Ја тоаш на Даниел кој што Питер ни е капитен и Даниел исто него ко капитен. Да. И ја му кажа, пошто е баш браќа се, Даниел имаше предобра утакмица во тој момент кај што даа 7 тројки у прво полувреме, никој што му се нема да се. Неверојатно. И ја му кажа, него му беше најтешко од сите, бидејќи пред него се случи, брат му е и поврзани се ненормално блиски. И го праша, му кажа, ако сакаш да играме, ќе пробам да играме. Ако не играме. На крај не ја продолживме утакмица, бидејќи и судиите и организаторот сметаше дека премногу време помина да се игра, ама мене као тренер, као личност, прво гледав сите да бидат деца да бидат добро, ама знам дека штом ги однесов, пошто и телефони, и немам контакт со тебе и со Рут, бидејќи вие сте во болница, нема и таму интернет. Ги однесов на вечер, излегов надвор, се исплачав кој што треба едно 3-4 минути, се вратив назад и продолживме. Да, и после тоа, среќа, фала му на Бог да, на крај повредата не беше толку страшна кој што мислев дека ќе биде скршеница, ќе мора операција одма да му се прави на прва. И среќа, се вративме, утре дента тргнавме на пат, ја прошетавме и Виена, и пред некој ден он беше назад и на клупа прв надпревар назад. После само 8 недели. 8 недели, не цели 2 месеци. Па можеби ќе имаме прилика, односно ти ќе имаш прилика. Се надам. Да го викнеш Петар и Даниел, да ги викнеш и да направиш епизода со нив. И сигурно многу повеќе ќе зборите за таа случка и други случки. Да, ама многу е тешко тоа прашањето, многу е тешко од тие моменти, бидејќи како личност ти самата себе си поврзана со ти, не можеш да се исклучиш и да ти биде сеедно, ама во истиот момент мора да гледаш и да внимаваш и на другите деца, пошто и тие се за таму и тие плачат. Пак сваќаш дека има работи кои се многу побитни, дали ќе победиме или нема да победиме. Тука се работи и за физичко здравје, се работи и за ментално здравје. И дури духовно здравје. И тоа е многу тешко после тоа да се игра. Многу е тешко, знам дека и со разговори со Даниел, знам дека и него му било тешко не само да продолжи, он ја донесе таа одлука дека сака да игра за брат му, ама не се гледаше, ја гледајќи го него следните неколку такмици кои што играше, он не беше истиот. Поради тоа што има ефект врз него и тоа треба да се соочи со тоа, да се разговара за тоа и да се продолжи после тоа. Да, тоа е таа втора и трета димензија што зборевме. 3D. Да. Супер. Сега ни лета времето. Може, ова епизода може да ја прошириме. Ни лета времето, не знам, може и ќе ни се исклучат камерите, ама ќе тераме уште малце. Да се запознаеме подобро со тебе како личност, како водител на хост на овој подкаст. Сакам да се навратиме на твоите почетоци, значи во животот. Од каде си попотекло? Па не знам, многу е тешко да се каже тоа, бидејќи не зборам струмички. И некој ако не слушат почелови валјда знае дека нешто. Ама сум од Струмица, од село Зубово, селско дете.
Да, првите 18 години без таа година, например, во Америка, ја ги поминав таму и после тоа доаѓам тука у Скопје да студирам. И сега стануваш скопско дете, а? Па не би рекол, ама мора. Не, ја имав тој проблем, или не тој проблем, таа одлука да донесам, окей, ја можам се струмички да говорам цело време, ама никој нема. Јас сум окей да се променам ако тоа значи да можам ја и ти сега да имаме нормален разговор без да мора сега ти да ме сватиш погрешно или да не ме сватиш целосно. Ја така, например, кога бев во Америка, како се вика, ја не можам сега да им кажам Ѓорги. Да. Бидејќи знам дека ако сега запознам некој, ја му го кажам моето име како е на македонски, он ќе помине цел разговор, ќе помине како он ќе ми го каже името. Така на крај дојдовме Ѓорџи. И сега ако сите знаат, ако тие што ме знаат, а не се македонци, зборим англиски најчесто, не сите знаат дека сум Ѓорџи. Некои сакаат и сакаат да направат тој ефорт Ѓорги, ама ја немам проблем со тоа некој да ме вика Ѓорџи. Исто име е, само нели на англиски. И од тука кога дојдов у Скопје, студирам на факултет политички на англиски јазик. Да, англиски ни беше целосно јазик кој што зборевме, ама измеѓу пауза и со колеги. Мене не ми е проблем ја да направам тој change, да некоја промена, за да се разбереме. После кога сидам дома у Струмица е друга приказна, одма после и на телефон кога зборам со моите или со брат ми кога зборам. Немам ја проблем да се вратам на Струмица. Так. Како беше да се расте во селото, во тој крај на Македонија? Со што се занимаваше, како беше твоето детство, твоето искуство? Па беше добро, бидејќи од секогаш сум имал тоа што ми било потребно. Не сме имале премногу, моите работат и некојаш не секојаш тоа така да твоите работат и мајка и татко најчесто мора, нели, со земјоделие да се посветам, а моите никогаш не се посветија целосно на тоа, бидејќи нема потреба. И тоа мислам мене ми помогна да научам некои работи, колку е потребно се работи и сите тие работи, ама никогаш немавме премногу и затоа некоја секоја патувам ја доста и со работа со која што сум и со кошарка и се. Ми е малце чудно, ми е ново, бидејќи никогаш не сме патувале и тие се некои нови моменти, ама генерално јас сум била личност и уште сум која што е повлечена и која што никогаш не била премногу. Да, идев у школа, имавме некои другари се тоа, ама секогаш јас се сеќавам кога имавме првиот компјутер, ја цели денови поминував на компјутер. Мене тоа ми беше интересно, земав, не знам. А спорт, кошарка спомна, играше? Прво фудбал, пошто мора фудбал се знае и кошарка ние немавме у село, кога дојдовме пето оделение, тоаш почнавме да одиме во ново село, каде што прв пат земав кошарка во раце, топка, и тоаш почнав со кошарка и лесно ја засакав. Заслужен за тоа беше тоаш мојот прв учител, тренер. Не ми беше уствари учител физичко, ама ми беше тренер Зоки. Он ми помогна доста да ми беше интересно и со него односно разговараме, он беше за Лейкерс и Јакоби. И така, ја од секој сум сакал. Имаш еден брат. Имам еден брат, Мартин, и него го префрлив исто на кошарка и тој почна со фудбал. Не, он е помал 4 години и сега е многу подобар од мене, пошто он стварно се посвети на кошарка до корона, после тоа не продолжи, ама тоа спортот од секој сум го сакал и тоа мене секогаш ми било интересно и да гледам и да читам весници за тоа, па и извештаи од утакмици и се тоа, ама да, сум бил повлечен од дете кој што нема многу другари и секогаш сакал нешто повеќе да дознае за некои работи кои што се сеќавам, не знам, трето оделение. И сме имале некоја мала екскурзија до Струмица, како град кој што не е на 20 км од нас. Сите, не знам, на оние мали коли сакаат да се возат или да ја слава, јас сум отишол и сум купил весник. Веќе мене било интересно да сакам да дознам нешто повеќе. И такво дете сум, ме интересирало некои работи и тоа има своји предности и мани, кај што
кога си усредно, поготово немаш премногу пријатели и другари, тоа е потешко и поминуваш низ потешко време од тој аспект, ама од секојаш сум сакал повеќе да знам за многу работи. Па баш за тинеџерските години сакав да те прашам дали размислуваше многу за ментално здравје или за духовно здравје на тие години и кои се некои така клучни моменти во твоето патешествие, бидејќи сега доста размислуваш на тие теми, така да како беше како тинеџер и можеби некои битни точки во тоа патешествие до личноста кој си денес. Да, па само тоа што сакав да знам многу работи, уште као мал, без разлика дали тоа беше спорт, политика, дали беа некои екстра работи, емисии. Уште као мал сум сакал да гледам доста. Тоа ми помогна и ми даде до знаење за некои од овие работи. Ама најголемо влијание мислам дека имаше таа година во Америка што ја поминав. И јас тој аспект што спомнав од преска со тренери, со луѓе кои што играле голема улога за мене да сватам самото тоа што ти кога ме прашаш зошто бейсбол, ја ти кажа дека е најсличен за животот, тоа ти кажува до знаење како сум се чувствувал и како сум размислувал од тие некои години, бидејќи тоа од таму ми е. Не се има променето. Ја не го имам засакано бейсбол многу поеќе или помалце и за некоја друга. Не, токму затоа дека секогаш сум гледал начини како спортот е поврзан со животот, со односите помеѓу луѓето, однос играч тренер, тоа секогаш ми било интересно и таму сум сакал да знам многу поеќе. И многу тешка и тешко ми беше тоа враќање назад. И тука мислам дека почнав за прв пат нешто да размислам ментално здравје, депресија, анксиозност, тие некои работи, кај што никогаш не направив некој чекор, сега треба да одам да зборам со некој за тоа, ама почнав да читам малце поеќе за тоа зошто се чувствувам начин на кој се чувствувам, бидејќи ако се вратив една година ти да поминеш надвор, поготово средно е многу. Си имаат случајно многу работи. Да, имав некои другари пред да одам, ама кога се вратив, следните 2 години ми беа мене најтешки. Во меѓувреме ми се случи еден мој помал братучет, кој што бевме многу блиски кога растевме заедно, тој почина во сообраќајна несреќа со мотор. И тоа мене многу ме срамни со земја буквално, кај што големо влијание за тоа, ама никогаш не сум зборал со никој за тоа, поготово тие, и тоа уште полошо го направи. Но пак ќе кажам, мене највеќе што ми помогнало и во тие години тогаш, ама сега поготово тоа е разговор со луѓето. И тие некои луѓе кои што сум ги имал и тогаш и сега и ги имам, кои што ми помогнале да можам овие работи да им ги кажам, да разговараме на теми од ментално здравје до практични работи кои што можем да ги направам, па се до тоа што спомна ти духовно здравје, бидејќи личноста која што сум денеска е дел и поради тоа. Ја пошто студирав политички науки и исто и гостен не беше пред некој време Ненад Марковиќ професорот. Се сеќам секогаш кога зборавме за некои такви работи, поготово дека кај нас се знае, македонците се православни, муслиманите се, тоест албанците се муслимани, верници, ама од секогаш мене ми било чудно дека никогаш не се зборел многу за тоа. Ја кога сум бил дете не сум зборел многу со моите, па и со никој друг за религија, за вера, за Бог, за ништо од тоа. Библија никогаш немам отворена и секогаш ми беше смешно кога луѓе, например, сум слушал дека читаат Библија. Црква да не правиме муавет, се иде за Божики верни, ама се сеќавам на професорот Ненад кај што тоа го кажа на начин, ние сме кај нас рекреативни христијани. Тоа, 2 пати рекреативни, 2 пати годишно сме христијани, се собереме, се најавиме и после тоа дека на година правиме што сакаме. Арно, ама ја имав таа можност и у таа една година што ја поминав,
да дознам малце повеќе за духовното и ден денеска имам голем проблем со религијата, некојаш како организирана религија, бидејќи сметам дека не е најдобра и не е најправилна и здрава за едно општество, ама мене што ми помогне тој некој личен однос со Бог, кој што ја го оформив таа година и од тогаш се обидувам да го негувам постојано. Што значи тоа? Тоа значи дека јас лично работам на себе и на мојот однос со него, кај што дали тоа мене читањето не ми е тешка добра страна, ја никогаш не сум читал многу, ама само тоа што ја ќе застанам некогаш ќе прочитам во Библијата кој што е негово слово или ќе разговарам со луѓе кои што луѓе кои што знам дека истото го прават и имаат однос со Бог. Молењето многу ми помага и тие некои духовни песни кои што ми помагаат да останам тука, да бидам кај што сум и да бидам приземен. Пак ќе кажам, тоа е начин на кој што ја го правам и не секојаш кај нас е многу потешко бидејќи не се збори за тие многу работи, ама лично за мене тоа многу ми помага и таа некоја година, да се навратам на крај на твоето прашање, радозналоста и луѓето кои што сум ги имал тие години и начинот на живот кој што го видов таму, како е да се, нема да кажам како е да се биде христијанин, бидејќи нема еден правилен или погрешен начин, туку како е да се има однос со Бог, кај што ја можам, не знам, кога ќе излезам од дома, да се помолам или да пуштам музика, па да слушам, па и да разговарам со луѓе кои што ми помагаат во тој некој одми, ме има оформено во тоа што сум денеска. Значи христијанството не како религија, туку како однос. Тоа. Многу е важно и баш сакам да ја направам таа разлика, бидејќи кај нас секојаш и се случувало после кога се вратив и ме прашува и пријатели школски од класи, окей, што си ти сега, дали си православен, дали си протестант, дали си католик, што си? Викам, ја верувам у Бог. И тоа е на крај на денот тоа што без разлика која е таа некоја разлика помеѓу неколкуте различни деноминации во христијанството, дали е тоа православно, дали е тоа протестантско или католичко, има и повеќе и во самите има различни, сите веруваме во еден избог. И јас се обидувам да ги оттргнам тие некои разлики кои што не разделуваат и да пробам. И во Струмица сите три ги имаш. Ги има сите три цркви, да. Струмица е еден од градовите кај што е најзастапено тоа протестантство. Ама на крај на денот пак ќе кажам, мене организирана религија имам проблеми со тоа многу и не е тоа подкаст, ја нема ние да збориме кои се ама сакам сам на себе, кој што кажав преска, ако јас сам на себе не се посветам и на мојот однос со самиот себе, со луѓето околу мене и најважно со Бог, тоа ја не сум најдобар за општеството и за тие околу мене и тоа е нешто што ме води као личност. Да, не постои совршена институција, вклучувајќи и црква, бидејќи не постојат совршени луѓе. Тоа. Така да секогаш ќе има проблеми. Да. Покрај овој подкаст, што друго работиш? Веќе спомна, ние те знаеме како водител на овој подкаст, ама знам дека работиш други работи и спомна Young Life. Young Life е меѓународна организација која што е започната во Соединетите Американски држави, кај што моментално сме во преку 100 држави и работиме најчесто со млади. Од 10 па се до факултет и е организација која што е христијанска организација, која што работи со луѓе од било каква религија, не е тоа, ама е целта на и мисијата и визијата на Young Life е да допре до младите и да им покаже на поразличен начин на живење. Тој некој однос со Бог, ја го дознав
поради Young Life и поради таа можност да бидам во Америка и да бидам дел од Young Life и таму. И тоа го работам секојдневно. Кошарка, подкаст, некој сум кој што неретко ќе учествувам на различни работи. Кога бев као студент сум учествувал неколку различни невладини организации, од тој некој, бидејќи студирав политички науки, па од тоа некој поле, ама во моментов, подкастов, Young Life и спортот, бейсболот, се обидуваме да почнеме во Македонија, уште сме на почетоците. Многу е тешко дека нема интерес и кога нема интерес е многу потешко. Бидејќи доста работиш со младите во Македонија, ние можеме да збориме глобално за предизвиците со кои што се соочуваат младите, ама сакам малце по-директно, конкретно младите во Македонија, бидејќи работиш со нив на неколку начини, да кажам. Според тебе, кои се некои проблеми со кои што се соочуваат младите ден денес ете тука во Македонија? Тешко е да се одговори ова концизно, ама ќе пробам и бидејќи многу важно кои се тие проблеми. Мислам дека само тоа што не се зборува за тие кои се тие проблеми е еден од проблемите. Причината зашто не знам ако се секаш го спомнавме тоа во првата епизода која што снимавме заедно. Причината зашто ја мислам и се уште верувам дека подкастот е многу важна алатка за решавање на некои од тие проблеми е бидејќи нема место кај што младите може да и кажат тие проблеми. Ние потребно е да се зборува за тие за да се решат тие. А од кога ќе навлеземе у тоа, има многу и една од најголемите работи е комуникација, кај што нема комуникација не само помеѓу младите, туку не само помеѓу млад човек со млад човек, дали тоа ќе биде тинејџер или не, или дете или ќе биде факултет, ама нема ни комуникација и не знаеме како да комуницираме и со оние кои што не се од нашата генерација, кои што треба да живееме. Комуникација дома, комуникација надвор, во школа. Комуникација мислам дека на крај на ден се почнува од тоа. Ако не може да комуницираме и не може да си кажеме како сме, како си, многу е потешко и таа некоја не сме толку поврзани едни со други. Социјалните медиуми тоа уште толку повеќе го разлобуваат и тоа е многу важно, кај што неретко некој постар ќе каже ние у ваше време по цели денови надвор поминувавме, трчавме, игравме ова. Тоа го нема сега, нема дружење многу и тоа е сосема окей. Тоа е смена на генерации, смена на години, живееме во друго време, друг свет, ама неаме конкретно како со тоа да се соочиме. Неаме како општество, мислам, не сме таму уште. И тоа, ние може еден млад човек може сам од себе да се смени, ама како општество уште треба многу да... Дали мислиш дека има некој чувство на апатија, на безнадежност кај младите ден денес? Да, дефинитивно, и ја тоа би го поврзал со местото кај што живеем, Балканот. Кај нас, па има статистики, сега не знам точно на памет бројките, ама 90% од младите сакаат да си одат од Македонија. Според анкетите. Да, и тоа е сосема точни, ако излеземе надвор и сега збориме со 100 млади луѓе од 10 до 25, например, да земеме таа некоја возрастна граница, 90 плюс ќе кажат дека сакаат или планираат да си одат од Македонија. Па еве, ти си во тие генерации, што кажуваат твоите врсници, зошто сакаат да си заминат? Бидејќи најголем проблем мислам дека е самиот начин на кој што сме растени. Бидејќи од секојаш успех било ако си заминеш од Македонија. Бидејќи овде се е лошо, ништо не чини, корупција има, за никаде сме и тоа е најголемиот проблем. Тоа според мене е најголема причина зашто сакаме да си идеме сите. И
Не ги окривувам и претходните генерации. Некој песимизам, Голем цинизам, дефетизам. Тоа е. дефетизам. Тоа е. Ништо не може да смениме, овде е за никаде, надвор е поубаво и така кога си растен, тоа ти е у главата и тоа останува. И тука мислам дека е најголемиот проблем, бидејќи на ствар... Ја не знаев колку работи можам да направам у Македонија, се док не дојдов да живеам у Скопје. И после тоа сватив дека ја имам премногу можности у Скопје. Дали и би ги имал истите можности ако одам и од некоја друга метропола у светот. И од тука бев, окей, ја ќе останам у Скопје, ќе работам, може и ќе се вратам у Струмица после некој време, кој знае, ама сакам да направам местото кај што живеам, не мислам дека, не знам, ќе направам Македонија, не знам што, ама сакам околината со која живеам да ја направам подобро. И тоа ме води, и тоа, ама многу е тешко кога си растен со тоа во главата, да секојаш да ти се труби, овде е за никаде, надвор е подобро, гледај, спаси се и оди си од Македонија. И како сакаш некоја млада личност да размислува поинаку? Па еве, ти си решил да останеш и да го даеш твојот придонес тука. И моето прашање сега е, што би сакал тој придонес да биде? Еве, ако може да замислиш за 10, за 20 години, што би сакал твојот придонес во Македонија да биде? Сега работиш подкаст, спорт, Young Life, може би ќе работиш други работи понатаму, ама општо кажано, какви промени сакаш да видиш тука и како сакаш ти да придонесеш кон тие промени? Тоа сме збореле поготоа со бейсболот која почнувавме и која еве. Уште постои Скопје Слагерс. Секој сум видел за 20 години сакам Македонија да иде на Олимпијада како репрезентација бейсбол. Ама сакам да се има култура на ова што зборевме. Не сум толку сега, не знам, оптимист дека ја ќе сменам културата како е у кошарката или у спортот у Македонија. Не, ама сакам да покажам некој нов начин на работа. Нов начин на размислување, кај што без разлика дали тоа ќе бидат 12 деца кои што ги тренирам у нова или ќе бидат 100 деца кои што ќе играат бейсбол или се надевам и повеќе. Таму кај што сум, тие со кои што се дружам, дали тоа ќе бидат деца кои што ги тренирам, родители со кои што работам или луѓе моја возраст со кои што и ден денеска уште работиме и се дружиме, нив да бидам подобар за нив, да им помогнам, да ги поттикнам да направат нешто повеќе. Као тоа ќе направам, реков, ако работам на самиот себе. Ама тоа немам нешто сега конкретно да ти кажам, ова би сакал да обидам за 10-15 години, не. Би било убаво Македонија да има бейсбол федерација, да има неколку екипи кои што играат, да се игра бейсбол во Македонија, тоа би било конкретно, ама подлабокото, мислам по-трајно е тоа, да сменам барем на оние кои што се околу мене, начинот на кој што размислуваат. Не да ги сменам, начинот на кој што размислуваат, туку културата на како треба да им дадам добар пример за како треба да функционираат некои работи во општеството. Така. Еве интересно прашање вака за на крај. Сега ова не е политички подкаст, ама ти си студирал политички науки и сега нели има избори. Еве да размислиме дека ти си кандидат за председател на Македонија и која би била твојата порака особено до младите? Нормално би имал разни пораки за разни групи, ама особено до младите, пошто тоа ни е фокус сега со овој подкаст. Што би бил твојата порака до нив доколку ти си кандидат за председател? Пред да ти одговорам, морам да ти кажам, ти го знаеш тоа, ама морам да ти го кажам тебе за другите да слушнат, дека кога бев мал, не знам, мислам дека сум бил 4 години, кога ме прашале што сакам јас да бидам кога ќе пораснам, и сум им кажал, сакам да бидам председател на Македонија.
и од секојаш спорт И, озбилно си го кажа. Сериозно сум сакал да бидам председател на Македонија. Сум сакал да бидам председател, тоаш не знам, тоа би било 2003-та. После тоа се случи смртта нели на Борис Трајковски и тоа малце ме уплаши, ама уште сакал да бидам председател на Македонија. И од секојаш сум бил заинтересиран за политика, затоа и студирав спорт и политика, од секојаш биле две работи кои што ми се мене нераздвојни. Во работи за кои се интересирам и од тука не знам дали некојаш ќе се кандидирам за председател на Македонија, ама она што би го рекол на оние што еве сега не слушаат и не гледаат е да бидат повеќе, да инициираат повеќе работи, да бидат поголеми иницијатори. Без разлика тоа кај се, дали тоа ќе биде дома со твоите, кај што јас знам и јас самиот треба да бидам поголем иницијатор во некои работи, ама да не чекаме на другите да направат нешто за ние да се приклучиме, туку напротив ние да бидеме иницијатори на некои промени кои што сакаме да ги видиме. Бидејќи тоа е изреката биди промената што сакаш да бидеш, тоа е токму така, ама као стигнуваме до таму е преку инициирање. Можеби ние нема да ја завршиме цела работа, ама кај инициираме нешто. Ако инициираме разговор со нашите дома или со другари кои што немаме баш најдобар однос моментално, сакам да биде подобар, ама ќе чекам на другата личност да направи првиот чекор. Не, направи го првиот чекор. Првиот чекор е ние сами да се откажеме од таа пасивност што убива и да прифаќаме лична одговорност. Не одговорноста на некој друг, туку ова е мојата одговорност. Да направам промена. Тоа. Многу е важно, тоа е прв чекор, иницијација и да не чекаме од другите да направат тоа што ние сакаме да направиме. Супер. Како што правиме секој пат, на крај ни остануваат 4 кратки прашања. Ајде, малце водичка. Спремен се. Кога последен пат си плачал? Пред 2 дена, кога завршив со маратонот. Тоа се исплачав убаво на крај. И од текот на трката плачев на моменти, ама на крај кога завршив, тоа беше наплив од емоции кои што поготово кога завршив, кога поминав таа крајна линија, малце застанав, се наваднав, заплачав малце и продолжив. Убава слика. Ја нема никаде, никој не ме фати добро. Ама ке ти остане во глава. Дефинитивно, која е најдобра инвестиција што си направил за твоето ментално здравје? Па тоа почнав да трчам. Тоа е, мислам дека и највеќе го осетив во моментите кога што не трчав, колку само тоа мене ми направи ја да имам полоши денови, да се чувствувам полошо. Тоа во јануари, февруари кога зборав, кога не може да трчам поради повреда, мене трчањето секогаш ми стана, тоа и него ни спомнав, ама мене трчањето ми стана нешто кај што ја можев да излезам, да изфрлам некои негативни емоции, негативни фрустрации кои што ги имав у самиот себе, да бидам сам со себе, некојаш со Бог, некојаш со книга, некојаш со подкаст и ми помогна да започнам така или да започнем или да завршам некој ден, пошто нели саба или вечер можеш да трчаш и кога јануар, февруар, кога не можев да трчам постојано, јас се чувствував многу поисфрустрирано, не ми се зборуваше многу со луѓе, не бев баш најдобар за да бидам околу и дефинитивно најголема инвестиција што за себе ја имам направено е тоа што почнав да трчам и втора што би додал, извини, е што имам ментори. Менторството е една од најдобрите работи кои што сум ја научил низ годините и од еден ментор сега веќе имам 5-6 луѓе кои што постојано се среќам со нив, кои што ми помагаат ја да работам на себе и да станам се подобар и подобар. Супер. Ако може да се навратиш 10 години наназад, што би си рекол сам на себе? Ки истрчаш маратон. Не би си верувал сам на себе, на 14 години тоа немаш шанси, ама тоа си би си го кажал сам на себе, бидејќи знам дека ако сум знаел тоа дека тоа ќе го направам, многу повеќе би си верувал сам на себе и би бил
би имал една од работите кои што ги научи во последните неколку години преку и одењето на терапија и со разговори помеѓу луѓе, едно од прашањето кое што многу ме поттекна да размислам малце повеќе подлабоко на овие теми е во еден момент бев запрашан од терапевт дали знаејќи се сами од себе, дали би си бил сам на себе пријател. И одговорот во тој момент беше не. И кога сега тоа се менува, дефинитивно, ама тоа ме научи да се посветам повеќе внимание на себе и да верувам малце повеќе у себе и затоа ако може да се вратам 10 години, би си рекол сам на себе дека ќе истрчам маратон за да ги убрзам малце тие промени кои што се случуваат се уште во последните неколку години. Јако. И за крај, кој е едно прашање што би поставил на нашите гледачи? Па еве, ја би го поставил тоа прашање, ја би го поставил сега да, познавајќи се себе си, дали би си биле сам на себе пријател?